Ако председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски вели дека апсолутен дебакал е тоа што во последните 3 децении се потрошени над 1 милиарда за субвенции и при тоа не е остварена никаква конкретна додадена вредност, тогаш сосема е јасно во какви матни води пливаат мерките на надлежните во оваа сфера. Многу провидно е дека по секој штрајкче или поголем штрајк министрите се расфрлаат со народни пари, воведувајќи најразлични субвенции само да останат на власт. Земјоделците во шега коментира дека поисплатливо е да не сеат и да не работат по нивите, отколку да сеат, бидејќи за многумина субвенциите се леп без мотика. Дали имало малверзации во субвенциите кај арпата и оризот, своевремено потврди и министерот Николовски во делот на откупени количини и тоа главно од преработувачите, но тој сомнеш ниту беше докажан, ниту некој понесе одговорност. Помеѓу земјоделците кружат коментари дека кога една партија е на власт, бенефициите по разни основи ги користат земјоделците блиски до неа, а кога е друга, тогаш други земјоделци се офајдуваат. Деновиве еден земјоделец од Кочанско субвенциите ги спореди со залажувачко лижавче за деца, бидејќи ни приближно не може да го надоместат минусот од ниските откупни цени. Штом откупувачите и преработувачите ке слушнат за субвенции, веднаш ги прилагодуваат цените, за истиот износ и профитираат на грбот на земјоделците. Впрочем, сите во Кочани и околината знаат дека при огромни пари исплатени во земјоделието, тоа стои во место како пред 3-4 децении. Дури бележи и стагнација. Семенската застапеност речиси никаква, наводнувањето полошо, жетвата со 5 деценијски комбајни, биењето во стари фабрики, пакувањето главно во вреки. Така беше во 1980-та и во 1990 година.